Драги ученици, добре дојдовте во Е-училница. Јас сум оделенски наставник Луиза Наневска, предавам во второ оделение при Основното училиште Свети Кирил и Методи Скопје. Денес ќе се запознаеме со големата и мала печатна буква Е и ќе ве воведам во поимот за именки. Целите на овој час е да се оспособите за правилно да ја пишувате големата и мала печатна буква Е, да препознавате присуство на гласот Е во зборови, да се развива графомоториката и да се оспособите за правилно и естетски да ги пишувате буквите и зборовите. Да го усвоите поимот именка и да научите дека именките се зборови што означуваат име на луѓе, животни, растенија и предмети. Потребен материјал за денешниот час ќе ви биде учебник по македонски јазик, тетрадка за почетно пишување и училишен прибор. Пред да ја изучиме новата буква, ние ќе ги повториме изучените букви. Која буква ја препознавате на сликите? А, така е. Голема печатна буква А и мала печатна буква А. А како авион, А како автобус, А како ананас, А како автомобил. Бравос! Одиме понатаму. На сликата ја гледаме која голема и мала печатна буква. Голема печатна буква М и мала печатна буква М. М како маче, М како мајка, М како млеко. Браво, дечиња, одиме понатаму. Овдека на следнава слика имаме нацртано, гледаме слики од инка, игла и играчки. Сите овие слики започнуваат со која буква? Со И. На сликата ја гледаме големата печатна буква И и малата печатна буква И. За сите оние дечиња што ги препознаа овие букви, браво са за тие што не, да се потрудат да ги научат. Продолжуваме со еден текст интересен, слушајте внимателно. Девојчето во шумата се вика текстот. Еден прекрасен пролетен ден девојчето сакала да прошета во шумата. Таму се било толку убаво и пријатно. Тревата била мека и нежна, цвеќињата разнобојни и миризливи, а дрвјата високи со големи крошни. Кога сонцето почнало полека да се спушта зад планината во шумата, станувало се потемно и потемно. Сонцето, кога се скрило сосема, во шумата се стемнило. Девојчето останало сосема сама. Таа многу се исплашила. Тогаш почнала да вика за помош. Помогнете ми, многу се плашам. Помогнете ми, ве молам. Мајка и го слушнала нејзиниот глас и дошла да и помогне. Тогаш и рекла, нема од што да се плашиш, само го снема сонцето и затоа е темно. И си заминале дома. Разговор за содржината на овој текст. Одговорите можете да ги цртате во вашите тетрадки. Исто така сакам да ви напоменам дека видеото што го гледате може да го стопирате за да имате време да одговорите на барањата и задачите. Ви благодарам. Хајде да видиме прво прашање. Каде се наоѓа девојчето? Одговорот може да си го представите во вашите тетрадки со цртеж. Второ прашање. На што се восхитувала таа? Трето прашање. Зошто девојчето се исплашило? Четврто прашање. Кој глас го испуштило девојчето кога барала помош? И пето прашање. Кој помогнал на девојчето? Значи, гласот кога ќе го запишеме, што станува? Оно истиот глас кога бара девојчето помош, бидејќи изгубено во шумата. Гласот кога ќе го запишеме, што станува? Буква, така е. Денес ќе работиме новата голема и мала печатна буква Е. Гласот на буквата во македонската азбука можеме да го сретнеме во 3 положби на зборот. И тоа на почетокот на зборот, во средината на зборот и на крајот на зборот.
Сега ќе се потрудиме преку гатанки, видите на сликите. Сега ќе се потрудиме преку гатанки да откриеме во кои зборови се сретнува гласот на буквата Е, кога е на почеток на зборот. Прва гатанка. Бестрашен војник со нозе боси, 100 остри копја на грбот носи. Фати го пробај од сите страни, со 100 копја вешто се брани. Што е тоа? Еш, така е, тоа е еш. Втора гатанка. Живеам на планина, во предел вечно зелен, среќна нова година од виторогиот Елен, така е, Елен. Одговорот во гатанката прва е еш, а одговорот во гатанката втора е Елен. Новата буква што денеска ја учиме, буквата Е, дали забележувате со каква боја е напишана? Со црвена, така е. И каде се наоѓа новата буква Е? На почеток на зборот. Браво! Сега преку гатанки да откриеме во кои зборови се сретнува гласот на буквата Е кога е на средина на зборот. Живее во густа шума, убава е чесна дума, косо знаме над главата, со опашка долга мафта, во шуплив дап куќа има и лешници куп за зима. Што е тоа? Верверичка. Новата буква Е тука е напишана во средина на зборот. Со каква боја? Со црвена боја. Втора гатанка. Полна е со линии, широки и тесни, со разни задачи и убави песни. Во втората гатанка одговорот е тетратка. Новата буква Е напишана во средина на зборот и тоа е обележана со црвена боја. Браво, одиме понатаму. Сега преку гатанки да откриеме во кои зборови се сретнува гласот на буквата Е кога е на крајот од зборот. Јас сум цвеќе пролетно, со кожувче бело, пролета ја носам во град и село. Кокиче. Буквата Е напишана на крајот од зборот. Кокиче. Род родило не е шега. Дедовото лозија, помогнете деца сега да береме грозија. Е напишано на крајот од зборот грозија со исто црвена боја. Сега ќе ги разгледаме одговорите од гатанките. Еш, Елен, верверичка. Забележуваме дека сите овдека се овие зборови со кои именуваме животни. Еш, животно, Елен, животно, верверичка е животно. Зборовите со кои именуваме животни се именки. Грозје, кокиче. Зборовите со кои именуваме растенија, во овој случај растение е грозје, растение е кокиче, исто така се именки. Значи и зборовите со кои именуваме растенија се именки. Тетратка, балони. Овдека забележуваме дека со зборовите тетратка и балони се именувани предмети. Значи и тие се исто така именки. Елена, Емил, Елса, Ана. Што забележувате? Елена, Емил, Елса, Ана се сите напишани дечиња со големи букви. Првите почетни букви им се големи. Зборовите со кои именуваме луѓе исто така се именки. Значи, се околу нас има свое име. Вие треба да запамтите дека именки се зборови што означуваат име на луѓе, растенија, животни и предмети. Сега ќе ви поставам задача. Потрудете се да кажете некои именки и да ги представите со цртеж во вашите тетратки. Значи, зборовите што означуваат име на растенија, име на животни, име на предмети и име на луѓе се викаат именки. Во долниот пример е дадено: Ана,
Девојчето Ана е напишано со голема буква и нацртано е девојченце. Молив, тоа е име на предмет. И нацртан е молив. Цвет е име за растение и нацртано е растение. Маче е име за животно и нацртано е животно. Сите тие со едно име се викаат именки. Вие потрудете се да кажете некои именки и да ги представите вака со цртеж во вашите тетратки. Задача 2. Следува правилно пишување на голема и мала буква печатна Е. Учениците во своите тетратки во еден ред ќе ја напишете буквата Е голема, а во друг ред мала буква Е цела страна. Внимавајте буквата да биде напишана како што е покажана. Буквата Е е напишана, големата печатна буква Е се пишува со една права линија од озгора надоле и 3 легнати линии од лево кон десно, додека малата печатна буква Е се пишува со една легната линија од лево кон десно и полукругче налево. Во задача 3 имате вежби во пишување зборови со изучени букви. Ученици, напишете по еден ред, ама пред тоа да се потрудите да го прочитате зборот. Ема, име, мама. Задача 4. Во учебникот по македонски јазик на страна 34 препознајте ја новата буква Е. Потрудете се да ги прочитате зборовите и за крај ви посакувам успешна работа.